Во Скопје, во рамки на Факултетот за земјоделски науки и храна, функционира веќе 2 години паркот на пчелите. Имам таа чест денеска заедно со Горан како одличен домаќин да не прошата токму во овој парк, а помеѓу многуте интересни работи кои што можат тука да се видат, ќе продискутираме и за дел од истите. Горан, ми спомена дека ова се едни од поинтересните работи кои што тука можат да се доживеат или дознаат за тоа како некогаш живееле пчелите или какви биле нивните живеалишта. Па повели малку да ни подобјасниш. Овој дел тука во паркот е посветен токму на старите пчелни живеалишта, така наречени трмки или улишта, различно зависи во кој крај од Македонија се нарекуваат. Тоа се плетени живеалишта изработени од различни материјали, зависи од регионот во кој што се изработувани. Некаде се изработувани од врбови прачки, некаде се изработувани од лозови прачки, од едно растение повид, така што потоа се премачкува со кала или со измет од крави, измешан со пепел и земја. И ова така наречен купест облик, ова трмка има купест облик и овозможува одличен амбиент и благосостојба на пчелните живеалишта. Во старо време нашите предци одледувале нашата медоносна пчела токму во овие трмки и ова трмка обезбедувала одлични услови за нејзино екзистирање, но денес модерната апитехника не дозволува одледување, современите пчеларски техники не дозволуваат одледување во овие трмки, така што многу пчелари веќе ги напуштија како пчелни живеалишта и фокусирани се на дрвените современи кошници. И чисто ова да го напоменеме, се нарекува каптар. Исто така и тој е изработено од различни материјали, служи за покривање и заштита на трмката, со тоа што возможува нејзина долговечност, но и заштита на пчелите внатре во трмката. Уште еден интересен сегмент во паркот на пчелата е секако овој хотел за инсекти, односно хотел за опрашувачи. Горан, за каков хотел станува збор и кој се е добро дојден тука? Да, ова е хотел за опрашувачи и неговата цел е да им обезбеди дом на сите инсекти, односно сите опрашувачи во овдешното обкружување. Проектот е изработен освен во изработката на проектот на хотелот, освен тимот од лабораторијата, учествува и студенти, така што ова е заедничка гордост на факултетот. Знаат, целта за постојање на овој хотел овде е тоа што денес знаеме сите објекти што се градат, ги градат со вештачки материјали, дали е тоа стиропор, метал, пластика, стакло, сето тоа доминира и веќе оние стандардни живеалишта во кои овие опрашувачи преферираат да живеат, дрвото, земјаните тули, веќе ги нема, така што ова е одлична можност и одлично катче каде што сите инсекти во ова урбана џунгла можат да си го најдат овде својот дом. Горан, можеби многумина ќе се прашуваат зошто паркот е во ваква состојба во која што е, во смисла на бујната вегетација и тоа што е неискосен. Но тоа има и добра причина. Зошто? Паркот изгледа вака како што изгледа поради една многу битна причина, тоа е да се обезбеди, односно да се остави доволно храна за инсектите, односно опрашувачите кои црпат ресурси, односно нектар и полен од овој парк.
затоа што со пречесто косење на тревата, со пречесто кастрење на гранките на дрвата, ние уништуваме медоносната флора и на тој начин им ускратуваме можноста за храна на одредени опрашувачи инсекти кои доаѓаат тука во паркот. Се наоѓаме во лабораторијата за биологија и селекција на медоносни пчели, односно во еден од незините капацитети, тоа е пчеларникот, кој се наоѓа веднаш во лабораторијата во склоп на Факултетот за земјоделски науки и храна. Овде се застапени повеќе видови на кошници, во кои се наоѓаат пчелни семејства и главно се наменети за одржување на практичната настава за студентите кои студираат тука на факултетот, за едуцирање на пчелари почетници, поискусни пчелари, веќе етаблирани пчелари и за спроведување на некои помали истражувања кои лабораторијата за биологија и селекција на медоносни пчели ги спроведува. Може ли да ни кажете колку кошници или семејства имате, ако добро се изразувам? Па во моментов имаме само 4 експериментални семејства кои можеме да кажем максимално ги искористуваме. Во моментов може да видите се работи на едно истражување, мини истражување кое го спроведуваме токму тука и ова се експериментални кошници, како што кажав. На нив студентите се едуцираат, се обучуваат, се врши едукација и за пчелари, така што големи се ризиците нели по тоа семејствата да загубат матица, да доживеат стрес бидејќи нели претежно работат пчелари почетници, така што постојано се случуваат тука известни загуби на пчелните семејства, но секоја година го обновуваме овој број на пчелни семејства. Моментално бидејќи е паша на пчелите и се најактивни, Што значи паша? Моментално има најмногу полен и нектар во растенијата. И пчелите го собираат и има најголема бројка на пчели во семејствата, од 35.000 до 40.000 по семејство. Моментално овде може да видите имаме поставено бројач кој што мери влез и излез на пчелното семејство, со кој работиме едно истражување кој е во тек. И благодарност до професорот Узунов и до Горан кои што не активираат нас студентите во истражувањата. Период представува најактивната пчеларска сезона за сите пчелари. Во овој период пчеларите треба да обезбедат доволно простор за залегнување на легло од страна на матицата и исто така простор и рамки во кои семејството, односно пчелите работнички ќе го складираат нектарот со цел пчелното семејство да не влезе во роев нагон. Но тоа е добро познато за сите пчелари или одгледувачи на пчелни семејства. Додека пак за пошироката јавност, јас би сакала да прикажам некои основни работи или кои се членовите на пчелното семејство и што всушност се случува внатре во една пчелна кошница. Постојат повеќе типови на пчелни кошници. Секој пчелар си одбира според својот начин на пчеларење, што му е полесно на него. Во овој момент на пчеларникот на лабораторијата за медоносни пчели имаме пчелни семејства сместени во ланструтови кошници. Со помош на така наречена дималка го задимуваме со цел пчелите внатре во кошницата да се смират и да не добиеме убоди. Внатре во секое пчелно семејство имаме така наречени рамки на кои се исполнети со сотови, во кои сотови пчелите ја складираат храната.
како нектар и полен и своето пчелно легло од кои потоа се изведуваат трутови или пчели работнички. Бидејќи, како што кажав, во моментов е активната пчеларска сезона во која пчелите собираат големи количини на нектар, може да забележиме дека на крајните рамки веќе имаме запечатан мед, кој пчелите работнички го имаат собрано. Потоа, како се доближуваме кон центарот на пчелното семејство, доаѓаме до делот со леглото. Во овој период на годината бројноста на пчелите работнички е најголема, односно го достигнува пикот, со цел да се обезбеди што поголема количина на храна за престојниот зимски период. И доколку не го спречиме пчелната заедница да се изрои, што е природна особина и природна особина на секое суштество, да се размножува и да ги пренесува своите гени понатак. Ќе пробаме да ја најдеме матицата, за да се прикаже, бидејќи таа е најглавната во пчелното семејство. Таа може да живее до 5 години, меѓутоа за нејзина поголема продуктивност и ефикасност е најдобро да се менува на 2 години. За да обезбедат поголеми количини на мед и да го избегнат ризикот од немање паша во одреден регион од земјата, пчеларите најчесто, особено професионалните пчелари, преминуваат на селидбено пчеларење, со што ги селат своите кошници од пониските делови во земјата на повисоките, пратејќи го медењето на медоносните растенија. Членовите на едно пчелно семејство се како најбројни пчелите работнички, кои во овој период од годината достигнуваат и бројка од 35.000 единки. Потоа, тоа се женски, оплодени единки кои се репродуктивно неспособни. По нив имаме трутови, тоа се единствените машки единки во пчелното семејство, чија што единствена цел во нивното живење е да ја оплодат или спарат матицата и ги има во пролетниот до средина на летниот период, додека во зимскиот период угинуваат, односно семејствата најчесто пчелите работнички ги бркаат од кошницата. Како најважен член во една пчелна заедница е матицата. Таа е репродуктивно способна единка која може да живее до 5 години, меѓутоа нејзината продуктивност е најголема до втората година, па затоа голем дел од професионалните пчелари ги менуваат матиците по 2 години. Таа е должна за занесување на јајце и производство на пчелно легло, од кое потоа излегуваат пчели работнички или трутови. Карактеристиките и особините на матицата зависи медопродуктивноста на пчелното семејство, нејзиното однесување, односно агресивноста, отпорноста кон болестите, хигиенското однесување, па затоа ние преку најразлични проекти во лабораторијата за биологија и селекција на медоносните пчели, како и повеќе здруженија, спроведуваме истражувања и селекција на пчелни матици со кои пробуваме да ги подобриме нејзините карактеристики. Матиците се, како што може да забележите,
се бележат во најразлични бои во зависност од бојата во која самата матица е произведена, со цел пчеларот да има полесна следливост во пчелното семејство и полесно пронаоѓање на матицата меѓу голем број на пчели работнички. Ова е трутот. Друго интересно за него е дека не боцка и најчесто студентите и јас кога сум била почетник пчелар, на баш вакви трутови сум вежбала бележење на матици. По одличната презентација на пчелните семејства со Магдалена сакаме да ви споделиме и нешто сосема друго. Таа е всушност дел од проектот Жени пчелари, двигатели на позитивните промени во нашата земја. Па би сакала малку повеќе, Магдалена, да ни раскажеш за овој проект и дали некако се нарушува стигмата дека всушност пчелите се некако по дефолт со машката популација и жените одлично можат да се снајдат во нивно друштво, затоа си веќе докасти. Па вака да се биде жена пчелар конкретно во нашата држава е голем предизвик, бидејќи нели како што напоменавте, голем дел од популацијата на пчелари се мажите. Меѓутоа со помош на вакви проекти, како што е проектот финансиран од Министерството за надворешни и странски прашања во координација со Адра Словенија и Адра Македонија, односно проектот Жени пчелари, двигатели на позитивни промени во пчеларството во Северна Македонија, жените добија и се уште добиваат шанса преку најразлични теоретски и практична настава да се обучат и да осознаат повеќе за пчеларството и со тоа самите да станат пчелари, нели веќе да го нарушиме тој стереотип дека само мажите можат да бидат вклучени во пчеларството во нашата држава и вредно е да се напомене дека жената уште во историјата на нашата држава имала клучна улога во пчеларството, нели порано во руралните средини каде што живееле најчесто пчелните заедници во трмки ги одгледувале токму жените, па добро е да ја вратиме таа практика повторно назад. Имам собствени околу 50 на кошници кои што си ги одгледувам, нели колку за мене, колку за мерак, меѓутоа покрај моите приватни кошници сум работена и во пчеларската компанија Goldbricks како координатор на пчеларските активности на терен, каде што одгледуваме околу 400 кошници. Тоа е голем нели залак и можеби затоа не ја зголемува мојата бројка на кошници. Исто така и учествувам во неколку меѓународни проекти, па некако времето за моите пчелни семејства е ускратено, меѓутоа сум задоволна и со успесите во пчеларската компанија и со успесите во проектите, така да може да кажам дека одгледувам 450 пчелни семејства. Со оваа емисија треба да дадеме мотив на што повеќе преце, нели, од мој интерес е што повеќе жени да се вклучат, меѓутоа и други млади луѓе без разлика на полот, бидејќи старосната граница на пчеларите се повеќе се зголемува и мора да дојдат млади луѓе кои би го наследиле сето тоа што успеале да го стекнат, дознаат, истражат старите пчелари. Што би рекла за пчелите и нивното значење? Па дека се нели најважното суштество во екосистемот на планетата Земја и дека не треба да дозволиме да ги изгубиме, не е дека нема да има живот доколку нив ги снема, меѓутоа ќе снема многу голем дел од храната, пред се овошките и зеленчукот.
Во моментот сме во еден дел од лабораторијата за биологија и селекција на медоносни пчели. Овој дел е наменет за оние сериозни истражувања, мерења и собирање на примероци посветени на медоносните пчели. Од опрема овде имаме повеќе бинокулари, лупи, така што акцент при работењето се става на одредени мултиметриски мерења на параметрите кај медоносните пчели, особено на нашата македонска медоносна пчела, наш подвид на медоносна пчела. Овде се работи на анализирање на примероци собрани од терен, затоа што лабораторијата има два пчеларника тука во близина во Скопско, на опитно поле, каде што ги изведуваме главните и оние по-сериозни истражувања. Пред сите примероци таму ги складираме тука во ладилник, потоа заедно со студентите и со колегите од тимот ги анализираме, проверуваме, акцент ставаме во нашата работа на истражувања посветени на паразитите на медоносните пчели, пред се на вароа. Вароа деструктор, еден паразит кој што нанесува сериозни штети во македонското и светското пчеларство. Сега исто така работиме и на истражувања посветени на Тропидалас мерцедесе, исто така еден нов паразит кој што представува закана за европското и светското пчеларство, веќе некаде на границата со Турција, во Грузија е детерминиран, веќе откриен, така што полека се приближува по нас, веќе работиме и на, односно професорот Кузинов заедно со тим на сработници работи на изнаоѓање на нови методи за детекција и теренски диагностики на присуството на паразит. Доколку сега во моментот пчеларите направат некои добро познатите методи со контрола на инвадираност на возрастни пчели со шеќер во прав, со перење на пчелите во алкохол, со перење во сапуница, ќе добијат резултати кои што не се веродостојни и нема да укажуваат фактичката состојба на инвадираност на пчелното семејство, затоа што сета вароа, голем дел од таа вароа е лоцирана токму во работничкото и во трутовското легло. Токму поради тоа бираме парче саќе во кое што отприлика 100 до 200 ќели со затворено работничко легло, во фаза на кукли со пурпурни очи, бели до пурпурни очи, и една по една ги отвараме и според инвадираноста на куклите оценуваме колку пчелното семејство е инвадирано, односно го утврдуваме степенот на инвадираност на тоа пчелно семејство. За жал, односно за среќа не успеваме да најдеме вароа. Инаку често забележуваме цели семејства на вароа, и машки единки, и женски единки, и јајца занесени внатре во ќелиите. Тоа е еден многу интересен паразит.